почитувани представници од Хрватската заедница, почитувани влюбеници во убавиот пишан збор, драги деца. Добар ден и добре дојдовте на нашето второ крштевно крштевање на сликовницата која ќе пораснам и јас сакам да бидам како Карла. Сакам да ве прашам дали сте изморени? Дали има гладни? Колку има гладни? А колку има послушни и умни деца тука? Најпослушните на крајот на лекцијата не добиваат споменот. Дали ме слушнавте што ви кажате на најпослушните на крајот ќе добијат подарок? Денес сум многу среќна што сум тука заедно со вас и што градиме нови мостови на пријателство, не само поврзувајќи го зборот преку македонската култура и хрватската култура, туку и преку создавањето нови пријателства помеѓу општина Штип и општина Кисела Вода. На почетокот сакам да им се заблагодарам на домакините кои што несебично ги отворија нивните врати и не почестија и дозволија да бидеме нивни гости. Професорката Маја од Основното училиште Невена Георгиевска Дуња, секако општина Кисела Вода заедно со вработените и градоначалничката која што оправдано сигурно е отсутна. Но најголемиот виновник за оваа средба е Универзитетската библиотека од Штип, господјата Сонја Манева и секако господја Долорес Петров, председател на Сдруженијето на хрватите Либертас од Штип во Република Македонија. Ве молам да ги поздравиме. Вчера се одбележуваше Светскиот ден на литературата за деца. А вие децата сте најубавите приказни. Секој од вас носи своја приказна, но и секој од вас е посебна приказна која што допрва треба да се испишува и допишува. И сите вие за нас авторите сте инспирација, сте наш мотив, наши музи. Затоа што вашата љубопитност, вашата искреност, вашата чистота и длабочина на вашите детски очи и души не поттикнуваат и ни даваат сила, енергија и љубов да создаваме нови светови преку зборот и да градиме уште поубави и поголеми за нас децата, да ви возвратиме на ист начин како што вие ни ја давате таа љубов.